Поминаа точно 2 години откако скопјани последен пат добија нова форма на јавен транспорт – електрични тротинети за изнајмување. На почетокот некои завршуваа и во канта, но се покажа корисни, имајќи ги предвид сите проблеми со градските автобуси. Деновиве, во духот на европските трендови, почнува нов јавен транспорт во Скопје – изнајмување електрични автомобили. Вкупно 100 такви коли купило локално представништво на словенешка компанија. Земено во предвид возило доколку го купите, во текот на 24 часа максимално го користите 2 часа во денот, во идеални околности. Се останато не е профитабилно, односно не е соодветно искористување на возилото, така да тука доаѓа Аванкар како регионален лидер и потполнување на тој вакуум простор, односно соодветно решение. Значи, новиот систем примарно цели на оние што имаат потреба од автомобил, но во кратки периоди во денот или пак само во некои денови. А како се ќе изгледа во пракса, побаравме одговор преку пробно возење со Дарко Стефановски. Едно од клучните прашања кој се наметна е паркингот. Електричните автомобили за споделување, вели нашиот соговорник, ќе може да се подигаат и оставаат само од точно одредени паркинг станици. Поентата е да цел град да биде покриен, значи секаде каде што има потреба, секаде да биде покриена по оборувањето, односно да се излезе во пресред на граѓаните. Секако тоа ќе се одвива во неколку фази, со тоа што во идеални околности планираме на 500 метра растојание да има од една до следна локација, така да биде сегде во домет на 5 минути движење низ градот пешачење. Истите локации ќе бидат и за подигање и враќање на возилата. Паркинг места за возилата за споделување се обележани со посебна боја. Докажано е во пракса дека тоа е непречка за многу скопски возачи да го остават возилото и каде што не му е местото. Затоа паркинг местата се обележени на приватен простор. А возењето по булеварот Партизански одреди, каде веќе се поставени камерите за автоматско регистрирање прекршоци, само го наметна прашањето кој ќе одговара за евентуалните прекршоци со возило што се споделува, како при возење, така и при паркирање. Во делот на управувањето на возилото, апликацијата е врзана за самото физичко лице, односно за самиот корисник кој управува позади возилото. Така да во даден временски интервал, зависно од вашиот наем, се знае кој има управувано со возилото. Во тој дел имаме пристап комплетна архива и секако вие како корисник на вашиот профил имате архива за минатите наеми. Така да ќе знаете кога сте управувале со возилото, колку надомест имате, ваучерот доколку ви е искористен, колку средства имате на паричникот, така да за секаква дополнителна помош секогаш можете да се обратите во нашиот контакт центар, односно центар за корисници кој ќе работи 24/7, секако во интерес на граѓаните, на корисниците. Од центар преку Партизанска стигнавме до спортскиот центар Борис Трајковски. Тоа е една од точките каде што ќе може да се остави или подигне електричен автомобил. Тука дознавме дека за почеток нема цело Скопје да биде покриено со паркинг станици. На првиот потек планираме од некој си ренч или домет во прва фаза на потек од Карпош 3, Карпош 4, општина Аеродром, населба Аеродром до автокоманда и општина Чаер. Тоа е некој си прв ренч, домет во прв круг прстен што планираме да ја вклучиме услугата, секако планираме да се шириме спрема периферијата и дополнително плюс нови локации за секако на 500 метра да има од една точка до друга точка. Тоа што на почетокот нема да има станица во, на пример, Бутел, не значи дека возилото нема да може да се вози до таму за да се заврши некоја работа. Само нема да може таму и да се остави. Ние пак решивме да направиме мини турнеја од еден до друг крај на градот, од Борис Трајковски во Карпош до салата Јане Сандански во Аеродром. Тука ја пробавме и постапката за изнајмување возило. Прво, ќе мора да имате инсталирано соодветна апликација, а пред воопшто да може да влезете во кола, ќе има процедура во која корисникот ќе докаже дека има важечка возачка дозвола. Хекурон буквално, секогаш на апликацијата треба, за да функционира соодветно, треба да имате уклучена локација. Која ќе уклучена локација ќе ви даде најблиску која е
Авантогол станица до вас физички. Моментално секако сме на Борис Трајковски, кликнуваме на спортскиот центар Борис Трајковски, ни дава возила достапни на самиот паркинг, одбираме едно од достапните возила, правиме резервација на возилото, старт рентал и обележуваме чистотата доколку има штета возилото, секако пребележуваме, дефинитивно во овој случај возилото е без штета, конфирм рент и буквално одлучуваме и почнуваме да со употреба на услугата. Може да се возиме, а? Секако. Сите овие механизми се смислени за возилата да ги возат само лица со положен возачки испит, но и ако настанат штети, да се знае кој за што е одговорен. Но тоа се сепак споредни прашања во однос на главното, колку ќе чини возењето по километар. Стефановски не сакаше да ја открие цената пред официјалниот старт, но кажа доволно за да се предпостави рамката. Цената Хекуран ќе биде комплементарна, односно ќе биде на дополнување на она што е во делот на мобилност, односно на такси услугата. Ние не се доживуваме како конкуренција, но туку се доживуваме како дополна на јавниот сообраќај, односно јавниот сервис. Секако туку влегува автобускиот превоз, железничкиот превоз, такси превозот и секако каршерингот како најнов елемент во делот на мобилноста и на движењето на граѓаните. Значи нема да биде некоја вау цена, многу. Дефинитивно цената ќе биде многу конкурентна и пристапна за граѓаните на Скопје. Го завршивме возењето и паркиравме кај спортскиот центар Јане Сандански. Дел од паркингот таму е едната од станиците. Само официјалниот старт ќе го даде одговорот колку лица и фирми во Скопје се заинтересирани да користат ваков транспорт, ако е по цена како за такси. Но тука се и контраргументите. Во делови од денот во Скопје не се доаѓа толку брзо и лесно до такси, а тука е и еколошката компонента. Електромобилите не испуштат CO2. Од Министерството за животна средина вела дека поддржуваат вакви проекти кои придонесуваат за намалување на загадувањето на воздухот. Со овој проект ние, како што истакнав, сакаме да дадеме пример, бидејќи според проценките едно вакво возило заменува 10 дури до 15 приватни возила кои што загадуваат, кои што прават бучава по градот и кои што прават метеши на паркинг местата. Ние во Скопје имаме ограничени паркинг места и со овој чекор ние допринесуваме за почист град. Од Министерството за животна средина додаваат дека се планира набавка на 80 до 120 електрични автобуси кои ќе бидат за град Скопје, но и за другите поголеми градови, со цел намалување на сообраќајниот метеж и почист воздух.